Изборната кампања за повторените локални избори официјално започна на 22 декември на полноќ и ќе трае до 9 јануари, кога стапува на сила изборниот молк. Гласањето ќе се одржи на 11 јануари 2026 година во општините Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше и Центар Жупа. Во Гостивар и Врапчиште граѓаните ќе бираат меѓу двајца кандидати, додека во Центар Жупа има само еден кандидат за градоначалник. Во Маврово и Ростуше, исто така, има двајца кандидати поддржани од различни политички партии. Изборите се повторуваат поради недоволен оттив во првиот круг од локалните избори 2025 година. Според изборниот законник, за изборите да бидат успешни, потребен е излез од најмалку 1/3 од гласачите. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ја оцени одлуката на премиерот и лидер на владеачката партија да се повлече од партиската функција по третиот мандат како потег редок не само во Европа, туку и во светот. Во интервју Муцунски изјави дека одлуката е достојна за почит, имајќи ја предвид популарноста и изборните успеси на партијата. Тој нагласи дека иако можеби не се согласува целосно, ги разбира причините и смета дека јавноста треба да ја цени оваа одлука. Муцунски истакна дека неговиот фокус останува на функцијата министер, без конкретни амбиции за лидерската позиција во партијата. Почнаа да се враќаат македонските државјани кои работат во странство, по повод предстојните празници. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, само на граничниот премин Табановце, за време на изминатиот викенд, во државата влегле над 36.000 македонски државјани. Во истиот период, излез од земјата оствариле нешто помалку од 7.000 македонски државјани, додека во државата влегле над 16.000 странски државјани. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека се преземаат сите неопходни мерки и ангажирани се целокупните човечки и технички капацитети со цел побрз и поефикасен проток на патници, со почитување на задолжителните гранични проверки. Грција ќе инвестира 420 милиони евра во железничкиот сектор, предвидува ревидираниот договор меѓу државата и компанијата Hellenic Train. Проектот опфаќа набавка на 23 нови возови, изградба на нови депоа и дигитализација на системите, со рок на реализација до 2027 година. Од Грчкото Министерство за транспорт информираат дека над 300 милиони евра се наменети за новите возови, кои ќе бидат од типот Coradia Stream, со современа опрема и повисоко ниво на безбедност. Дел од нив ќе се обраќаат на релација Атина-Солун, со време на патување пократко од 3,5 часа. Станува збор за најголема приватна инвестиција во копнениот транспорт во историјата на земјата. На последниот ден од расправата за државниот буџет за 2026 година, во турскиот парламент изби тепачка меѓу пратениците од власта и опозицијата, јави Reuters. Инцидентот се случи меѓу членови на владеачката партија на правдата и развојот и опозицијската републиканска народна партија. Според информациите, физичката пресметка започнала меѓу двајца пратеници, пошто се вклучиле и други, со меѓусебно туркање и удирање. Седницата беше накратко прекината, а по смирувањето на состојбата, парламентот го усвои буџетот за 2026 година. Председателот на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, изјави дека на САД им е потребен Гренланд од причини на национална безбедност, откако назначи специјален пратеник за островот. За таа улога е избран гувернерот на Луизијана, Џеф Лендри, кој најави дека ќе работи на приближување на Гренланд кон САД. Трамп истакна дека стратешката позиција на островот е клучна поради зголеменото присуство на руски и кинески бродови. Данската влада и властите во Гренланд остро реагираа, порачувајќи дека островот им припаѓа исклучиво на неговите жители и дека анексија е неприфатлива. Лидерот на Северна Кореја, Ким Јонг Ун, се појави на отворање на 5 нови хотели во планинската зона Самџион, во близина на границата со Кина, заедно со својата ќерка Џуаe. Државните медиуми настанот го опишаа како символ на просперитет и континуитет. Аналитичарите во Сеул и Токио оценуваат дека се почестото појавување на Џуаe покрај татко и укажува дека режимот внимателно ја подготвува за можна наследничка на династијата Ким. Настанот се одржа во пресред на првиот партиски конгрес по 5 години, закажан за почетокот на 2026 година, на кој се очекува усвојување нов 5-годишен економски план. Во изминатиот период, Џуаe беше присутна и на воени и дипломатски настани, што дополнително ги поттикна шпекулациите за нејзината иднина. Времето денеска променливо облачно со кратки сончеви периоди. Поодделни котлини има појава на магла. Ке дува слаб ветер од југоисточен правец. Во Скопје е променливо облачно и тивко со појава на магла. Преку денот ќе се задржи стабилно време. Поодделни котлини има појава на магла и зголемена облачност. Кон крајот на денот и во следните денови под влијание на серија влажни воздушни бранови,
Ќе има повремени локални врнежи од дожд, наместа пообилни. Поради спуштање на постуден воздух од север на планините и на некои од повисоките места, врнежите ќе преминуваат во снег.